Вести на Канал 8, добро вечер. Трагични последици донесе расправијата во Спанчево што се случи во понеделникот. Во клиничката болница во Скопје почина 26 годишното момче, како резултат на повредите по ударот со метален предмет во главата. 26 годишниот Даниел Костов од Спанчево им подлегна на повредите откако по расправијата со 40 годишниот ГН од истото село добил удар со метални клешти во пределот на главата. Со тоа, само за една недела, две расправи во општина Чешиново Облешево добија трагична завршница. Настанот се случил во понеделникот предпладне, откако банална кавга меѓу двајцата соселани заврши со тешка телесна повреда, поради која лекарите во Кочанската болница го испратија Костов на лекување во клиничката болница во Скопје. 2 дена по настанот, неговата здравствена состојба се влошила и тој починал. Членовите на поблиското семејство беа потресени од веста што пристигнала од Скопје и револтирано бараа соодветни мерки против лицето кое ја предизвикало смртта. Бараме да се затвори притвор додека биде судењето, да не го гледаме дома. Ути он вчера народ доваѓат кај нас у куќата моја на пола саат, а он се искарува ѓубре. Тоа е срамота за цела јавност и за државата. А он се шета слободен граѓанин. Викат дека бил на домашен притвор, а вчера беше се слободен си беше, слободен се шета. Ние синоќ ја привим полиција дојде и гледам тука сега со полициско возило го чуват, дома го чуват. Не е, значи уште не е затворена, а брат ми е починен. Костов бил нападнат на улица во Спанчево и според очевидци бил удрен 2 пати, еднаш во грбот, а потоа и во главата. Бил женет и татко на едно малолетно дете. Нели го биде грех за детето, не знам, нема што да кажем. Нема што да кажеме, не знам, немам зборови, тај што го утопал, тај треба да леже по затвори. Маш ми да гнија, тај да биде на слобода, тоа нема смисла. Според информациите од клиничката болница во Скопје, телото на починатиот Даниел Костов било предадено на обдукција. Утрово пред куќата на напаѓачот имаше полициско обезбедување, а од јавното обвинителство рекоа дека ќе бидат преземени соодветни законски мерки против него, затоа што станувало збор за кривично дело нанесување тешки телесни повреди со смртни последици. Тројца повредени ученици и неколку изгорени училници е билансот од симулираниот пожар што утрово избувна во основното училиште Малина Попиванова. Успешно спроведена вежбовна активност на училиштето, евакуација во случај на пожар. 2 возила на противпожарната служба во Кочани со 12 пожарникари беа доволни да се изгасне пожарот во основното училиште Малина Попиванова, кој како дел од вежбовната активност избувна во училиштето. Од симулираниот пожар беа зафатени неколку училници и беа повредени 3 ученици, кои навреме беа евакуирани од пожарот и однесени во болница со помош на екипите на итната медицинска помош од Кочанскиот здравствен дом. Евакуацијата и симулацијата на пожарот се спроведе со учество на сите вработени во училиштето и учениците. Од вежбата се покажа дека основното училиште Малина Попиванова, како и територијалната противпожарна единица на Кочани, се подготвени за брза реакција при евентуална несреќа и исправување во случај на пожар. Акцијата ја оценувам многу успешна. Успешноста се гледа по времето на извлекување на учениците, околу 370 ученика, односно вработени, успеавме за 3 минути да се евакуираме, односно брзината на доаѓањето на противпожарната служба и извлекувањето на евентуално повредените лица. Се надевам оваа успешност дека ќе немаме прилика да ја користиме во реална ситуација. Територијалната противпожарна единица на Кочани ги поддржува ваквите активности на кочанските училишта. Оти истите се од големо значење за учениците да знаат без паника да го напуштат училиштето при евентуално избувнување пожар. Релативно успешно ја завршивме работата со тоа што имавме во овој случај симулација на 3 повредени дечиња. Истите беа санирани од страна на екипата на брза помош, изнесени од страна на вработените од противпожарна единица. Сакам да кажам дека голема благодарност и за така и до општинската организација на Црвен крст затоа што тие ни помогна во шминкањето на овие манекени, односно дечињата во овој случај што беа повредени во интервенцијата. Арсов додаде дека пожелно е секое училиште да организира вакви симулацијски вежби преку кои се утврдува колку училиштето е подготвено да реагира во случај на несреќа. Вежбите се спроведуваат согласно планот за евакуација при несреќи. Нови имиња ќе добијат улици, мостови, плоштади и други инфраструктурни објекти во Кочани. Досега тие не биле именувани или биле означувани со броеви,
што ја отежнувала нивната точна идентификација. 55 нови имиња е предложено да им се дадат на неименуваните улици и другите инфраструктурни објекти во Кочани. На затворена седница, неодамна Комисијата за култура, образование и спорт ги разгледувала предлозите што пристигнале од библиотеката Искра и скоро сите биле прифатени. Најголемиот дел од имињата директно или индиректно се поврзани со Кочани, поради што Комисијата оценила дека се прифатливи да им се дадат на повеќето улици и други објекти во градот. Според образложението, не станува збор за преименување на веќе постоечки улици, туку официјален назив ќе добие сообраќајната и друга инфраструктура, што досега била означувана со броеви или воопшто не била именувана. Повеќето од улиците се во ново изградените населби во градот, како и во зоната лесна индустрија на излезот кон Штип. На листата на предложени имиња се нашле личности и настани од поблиското и подалечното историско минато на Македонија, регионот и општината. Меѓу нив се и имињата на неколкумина војводи и борци од Илинденскиот период, како и верски празнувања или свети лица, но има и такви кои ги опишуваат карактеристиките на регионот, како Оризова, Петровденска и Осоговски конгрес. Освен тоа, дадена е првична согласност некои од објектите да ги носат имињата на првиот председател Киро Глигоров и првиот премиер Никола Клюсев, но и на младите војници од Кочани кои загинаа во војната во поранешна Југославија како припадници на Југословенската народна армија. Меѓу предлозите се нашле и поп ѕвездата Тоше Проески, како и имињата на државите од збратимените градови Унгарска и Украинска. За да се официјализираат, прифатените предлози од комисијата треба да добијат согласност и од Советот на општината. Според најавите, сите имиња нема одеднаш да им се дадат на улиците и другите инфраструктурни објекти, туку ќе се користат според потребите за нивно именување. Нема најави од државата дека ќе се обезбедат станови за семејствата со лош социјален статус од Кочани. Новата стамбена зграда, чија изградба се најавуваше за минатата година, се уште е само план, што најверојатно во скоро време нема да се реализира. Иако се најавуваше дека до крајот на минатата година на Драчевик ќе никне уште една стамбена зграда за социјално загрозените семејства, досега таму нема никакви градежни активности. Ветувањето за изградба на објектот стигна на почетокот од минатиот јануари, и тоа директно од владата. Тогаш беше речено дека неопходно е да се обезбедат станови што бесплатно ќе им се поделат на лицата од социјално ранливите категории, самохрани родители, лица со инвалидитет и деца без родителска грижа. Покрај Кочани во владиниот проект се најавуваше дека ќе се опфатат и скопската општина Бутел, потоа Ресен, Демирхисер и Прилеп. Од Кочанската подружница на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор само кратко одговорија дека засега немаат никакво известување дали и кога стамбениот објект ќе се гради. Нема ниту информација дали во изминатите 12 месеци бил распишан јавен повик за прибирање понуди од фирмите што ќе искажат интерес за градење на становите. На почетокот од минатата година беше ветено дека изградбата на новиот стамбен објект во населото Драчевик во Кочани ќе биде веднаш до претходно изградената зграда. Според планирањата, во новиот објект требаше да има 43 станови, наменети за семејства со социјален ризик со вкупна површина од 1620 метри квадратни. Најавите беа дека градбата треба да заврши до почетокот на оваа година, кога би требало и првите станари да се вселат во новиот објект. Според состојбата на теренот, повеќе од јасно е дека планирањата нема да се реализираат. Во мај 2011 беше предадена првата зграда со социјални станови во Кочани. Таа располага со 29 стана со големина од 35 до 45 квадратни метри и беше наменета за деца без родители и за други социјални категории граѓани. Нови измени во законот за градежништво со кои се продолжува рокот за поднесување на геодетски елаборати до 31 декември 2015 година за граѓаните кои се уште ги немаат легализирано своите дивоизградени објекти. Владата ги прифатила измените во законот на последната седница и веднаш ги испратила на усвојување во Собранието на Република Македонија. Ваквиот чекор се презема по направените консултации и анализи со граѓаните и геодетските компании, од каде се утврдило дека ниту граѓаните, ниту геодетските фирми не можеле во целост да ја завршат работата во претходно предвидениот рок. Со новите измени се предвидува сите граѓани кои изградиле тераса или ја пренамениле до 3 март 2011 година да можат да ги легализираат за 1 евро од квадратен метар.
Со измените се допрецизира и постапката за легализација на подземната инфраструктура. Во Кочани постапката за легализација досега е завршена за 2116 објекти или за 35% од поднесените барања. Во правичниот законски рок за пријавување на дивоградбите во општина Кочани беа поднесени 5988 барања. Годишните сметки до Централниот регистар одсега ќе се поднесуваат и по електронски пат. Оваа нова мерка ќе овозможи подобрување на бизнис средината со цел подобри бизнис резултати. Главната предност на електронскиот систем се состои во тоа што ќе овозможи поедноставено и поефикасно поднесување на годишната сметка, почнувајќи од 2013 година па наваму. На овој начин, на фирмите и сметководителите повеќе нема да им бидат потребни двојни дигитални сертификати. Ке нема потреба од двојно изготвување на годишните сметки и ќе се овозможи групно плаќање на надоместокот за поднесување на годишната сметка од страна на сметководителите кои водат повеќе фирми. Од оваа година новина е продолжувањето на рокот за поднесување на годишна сметка до 15 март. Владата смета дека оваа мерка ќе биде уште еден чекор кон олеснувањето на деловното работење на фирмите во Македонија и дека токму ваквите мерки го подобруваат котирањето на земјава во извештаите како Doing Business. Во изминативе неколку години владата презеде неколку мерки со кои го олесни деловното работење, како намалување на рокот потребен за регистрирање фирма на само 4 часа, издавање електронски потврди од Централниот регистар, регистрационен агент и регистарот на задолжници. Уште една успешна крводарителска акција на Кочанскиот Црвен крст во соработка со службата за трансфузиологија од Скопје. Дарувани над 30 единици крв. Граѓаните ја искористија можноста да направат и биохемиска анализа на крвта. На редовната крводарителска акција што ја организира Црвен крст на Кочани на првиот месец од 2014, одзивот на граѓаните беше задоволителен. За предвиденото време од 9 до 15 часот собрани се над 30 единици крв. Екипата на трансфузиологија од Скопје задоволна од одзивот на хуманите кочанци. До сега е многу добро, значи од 9 часот почна акцијата до 15 часот денес сме во Црвен крст Кочани. Колку е крвни единици до сега се дадени? До колку е сега 12 часот, нели? Имаме 23 дарители до сега. И добро, имаме одзив добар. Граѓаните даруваат крв. Скоро сите крводарители кои даруваа крв побарале да ја искористат можноста да направат биохемиска анализа на крвта, за чија цел мораше да бидат гладни, додаде доктор Трајкова. Кочанци срекни што имаат можност да ја даруваат течноста што спасува живот и преку дарувањето да ја изразат хуманоста и солидарноста. Па се чувствувам супер, бидејќи тоа е една добра цел, едно добро нешто за... Да. Дали крв па давате крв? Не, давам повеќе од 20 пати, тоа ме радува. Па јас се чувствувам многу добро. Морам да дадам крв секој 3 месеца. И до сега имам над 70 пати дадена крв. Се знае дека треба да спасеш човечки живот, чувство е големо и задоволство ми да дадам крв и да спасам човечки живот. Лекарите од трансфузиологија од Скопје истакнаа дека кочанци се хумани, но дека секоја општина треба да го следи патот на рекордерот во хуманост општина Виница, која секој месец ги надминува сите општини во Македонија, со дарувани над 130 единици крв на само една крводарителска акција. Следува информацијата од спортот. Добитникот на спортската стипендија од општина Кочани годинава е борачот на Спартак Иван Јанев. Тој имаше врвни резултати на домашната и меѓународна сцена. Иван Јанев е пети во низата млади спортисти кои ја добиле спортската стипендија. Така одлучи комисијата формирана од локалната самоуправа, што е носител на манифестацијата Спортист на годината. Стипендијата ќе биде по 3000 денари месечно, ќе ја зимам 6 месеци и задоволен сум, тоа е резултат како на успехот што го постигнав во 2013 година на напорната работа, на
забележителни резултати имам остварено исто така во таа година. А забележителните резултати ги имаше повеќе. Јанев беше во најтесниот круг и за спортист на годината, завршувајќи како втор со само 3 бода зад Мартин Стоименов. Имам второ место, значи во меѓународен турнир имам во Србија, во Обреновац, исто така имам прво место на меѓународен турнир во Штип и прогласен за најдобар домашен борач. На Андонов Колев исто така трофејот за најдобар борач. Државен првак на Македонија за јуниори, исто така и на изборното првенство. И останати други учесник на Европското првенство исто така за јуниори во Македонија. Плановите на Јанев и за 2014 се амбициозни. Од него годинава се очекуваат високи меѓународни признанија. Со временската прогноза ги завршуваме вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно!